Лидерите на држави и влади на земјите членки на ЕУ без дискусија околу проширувањето и датумот за преговори со Македонија и Албанија. Зафатени со изборот на новите европски власти, единствено се огласија со порака дека во стратешката агенда за периодот 2019-2024 година меѓу приоритетните области е заведена поддршката на европската перспектива на земјите за кои се вели дека се способни и подготвени да се приклучат. Бугарскиот премиер Бојко Борисов меѓутоа, објаснувајќи ја позицијата на Софија во врска со работата на историската комисија и несогласувањето околу Гоце Делчев, од Брисел ни порача дека треба уште да зрееме. Те имат много неща да поправат още. Да, и нека не ме разберете грешно, но докато се спори Гоце Делчев българин ли е, македонец ли е, докато това дребнотемие на едни герои, които действително са се били и за България, и за Македония, за родния край. И най-хубавите ни песни са свързани с тях, докато това е темата. И непрекъснато опозицията ще ме подпитват какво прави комисията, какво правят еди какво си. Нека да узреят. Ново македонскиот премиер Заев одговори на Фейсбук со порака дека не ни се потребни јавни препокувања, туку пријателство и соработка. Со Бугарија подпишавме договор за пријателство и соработка, а не за проблеми и јавни препокувања. Се договоривме дека заедничките моменти од минатото треба да не спојуваат, а не да не раздвојуваат. Искуствата од историските комисии ширум светот и Европа покажуваат дека соработката бара време, труд, трпение, почит кон другиот и голема взаемна посветеност. Но пред се потребна е заедничка идеја да одиме напред. Ние знаеме дека таа идеја е жива и сме покажале дека за најделикатните прашања може да се најде заеднички јазик ако се сака. За да успееме треба заедно да зрееме. Пријателството мора да биде двострано и взаемно. Председателот Пендаровски пак понуди своје објаснување во врска со Гоце Делчев. Неспорно историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснил како бугарин. Но дали не е историска вистина 100% дека Гоце Делчев се борел за македонска држава? Автономија, независна држава, па дури на крајот оставил аманет неговите коски да почиваат во независна Македонија. Не постои ни еден документ кој вели дека Гоце Делчев се борел за голема Бугарија или за Санстефанска Бугарија или изјава во која вели или став, макар прераскажано од неговите современици, дека Гоце Делчев се борел за припојување на тогашната провинција во Османлиското царство Македонија кон Бугарија. И додека македонските и бугарските власти се објаснуваат околу историјата, а Брисел повторно ја одложува одлуката за старт на преговорите, во хрватски јутренји се појави коментар кој можеби најпрецизно го дешифрира ребусот на нашето евроинтегрирање, а гласи: државите од Западен Балкан се преправаат дека прават реформи, а ЕУ се преправа дека сака да ги прими.